Господја Велиновска, го следа вашиот исказ. Ја следам исто така и вашата работа како новинар и колумнист и ми се познати вашите ставови. Во вашиот исказ рековте дека во многу случаеви сте имале пријави. Меѓутоа не слушнав дека сте биле во притвор. Па затоа, јас би сакала да се вратам на она што е тема на оваа надзорна расправа и да кажам дека и во текот на вчерашната расправа и на денешната расправа се покажа дека е зголемен бројот на притворените личности, на лицата во притвор. И дека во Република Македонија, значи притворот не е мерка, туку е казна, дека не важи презумцијата на невиност. Имаме пример, Кежаровски, за искажан збор, каде што притисокот си го направи господја Велиновска своето. Исто така, браќата Миладинови од Струга, кои беа 20 месеци во притвор, меѓутоа со експресна одлука на апелациониот суд беа пуштени да се бранат од слобода. Се појавува дилемата дали бројот зголемен на притворени лица е како резултат на начинот на живење во денешното општество или како резултат на начинот на владење на оваа политичка гарнитура. Или, бидејќи сте многу емотивна и сакате да зборувате за семејството, јас ќе ве прашам следното. Господјо Велиновска, ве прашувам како жена и како мајка, бидејќи јас сум мајка и го знаам тоа чувство. Ме интересира, дали е исправно две жени од случајот Пајажина да лежат во притвор 2 години? Тоа ќе остане запишано во историјата на македонското судство. Друго, не постои слично такво компаративно искуство. Дали една мајка, која што има 3 деца, не сме да ги види своите деца во тие 2 години? Господјо Велиновска, таму имаше и уште еден случај. Жена во притвор го изгуби своето бебе. Ве прашувам првото прашање. Дали притворот треба да се користи како мерка или како казна? Тоа ве прашувам како жена и како мајка. А второ, ве прашувам уште едно прашање, кое што постои еден навод за кој сакам да ве прашам. Дали во тој навод има вистина? Поранешен началник на службата за безбедност, кој сега е во притвор, во случајот шпион, во една емисија во своја изјава на тука присутен вели дека сите информации кои доаѓале до службата за државна безбедност, цитира, биле објавувани и пренесувани преку Мирка Велиновска како уредник на Пулс. Дали господја Велиновска има вистина во тоа? Одлично. Благодарам. Колеги, ве молам, не се однесувајте како напанаѓи. Не, оставете, нека си кажат они што има. Може, значи, не зборам ја за кажување, зборам за аплаузи за набивање, или како на стадион. Повелете, господје Велиновска, да одговорите. Ке ви го повторам оно што ви го рече господинот Латас. Постои во македонскава држава, за среќа сега, комисија која врши лустрација. Јас сум една од оние која меѓу првите со писмен исказ во Нова Македонија, оверен од нотар, баравме со лустрацијата да бидат опфатени и новинарите. Вашето прашање ќе добие одговор од Комисијата за верификација или како се вика таа, за лустрација. Инаку, на шпекулации, тоа, на гласини, ја заснувате вашата политичка работа и затоа не можете да дојдете до резултат што го барате. Тоа е првото. Второто, мене во правна држава не ме интересира кој е мајка и кој е жена. Во законот и уставот сите одговараат за дела сторени против нешто. Ако мислите дека е ова преседан во Македонија, тогаш не знаете што се случува во затворите во Велика Британија, во Германија, во Шведска, во Соединетите Американски држави, кај што жени и мајки одговараат и доживотни казни добиваат и смртни казни добиваат за дела сторени против нешто, не знам, кривично. Значи, немојте да играте на вакви ефтини трикови и штосови и да фаќате на солзи на мајки и жени. Одговарате, бидејќи жените бараат да бидат рамноправни со мажите. Така, имате и женско лоби овде. Немојте да си селектирате кога и како ви одговара. Тоа е принцип.
А ова другово е политички акт, односно глума. Третото беше, какви се условите во притворот? Не знам, може ке доживеам, кога ќе дојдете вие на власт, така ми се заканувате, не се секирам јас за тоа. Но, тоа треба да го работите вие, како наши службеници кои ве плаќаме, да се борите да се изменат условите. Јас не можам да ви ги менувам условите. А секој одговара за стореното. Правниот систем мора да функционира ако сакате ред, ако не ќе има анархија. Вие договорете се. Па кој не ви одговорив, немам време, гледате, не сакате да чуете.